Почитувани гледачи, нека е среќен денешниот празник 11 октомври, а во регионалните вести ќе гледате. Македонија го одбележува големиот празник 11 октомври. Политичките партии активно ги презентираат своите програми пред граѓаните. Женската фудбалска екипа на Љуботен го доби градското дерби против Шкендија со 3:1. И покрај врнежливото време, голем број делегации присуствуваа пред споменикот на револуцијата во центарот на Тетово за да го одбележат големиот празник 11 октомври. 80 години од народното востание со кое во 1941 година беше означен почетокот на народно-ослободителната војна и заокружувањето на раѓањето на македонската држава. Пред споменикот на револуцијата во центарот на Тетово, голем број делегации го одбележаа овој голем празник, уште еднаш подсетувајќи се нападнатите борци кои го дале својот живот за слободна и суверена држава. Оваа година го славиме овој голем јубилеј, големиот празник 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ и народностите и 30 години од независноста на нашата држава. Затоа, со гордост ќе споменеме за 11 октомври 1941 година, кога уште еднаш се разгори револуционерниот македонски дух, решен својот пат по цена на многу жртви и крајни напори да му стави крај на повеќегодишното робство на македонскиот народ и да ја изведе Македонија на широките патеки на слободата, решен да му се спротистави на помногубројниот, подобро вооружен и помоćен окупатор. Положбата на македонскиот народ и народностите во Македонија уште од далечно минато за време на петвековното турско робство била многу тешка, проследена со многу жртви, страдања, уништени многу села, градови. Ваквата тешка положба на народот продолжила и за време на Балканските војни и во Првата светска војна. Македонија, која за време на Втората светска војна се уште представувала јаболко на раздорот, не можела да ја трпи тешката положба, па токму заради тоа македонскиот народ и народностите, поттикнати од Илинденското востание од 2 август 1903 година во Крушево, кога македонскиот народ за прв пат ја почувствува слободата, кога за прв пат во Македонија била создадена република. За слободата на македонскиот народ повторно се јави оној револуционерен дух за кревање на ново востание. Точно на 11 октомври 1941 година Прилепскиот партизански отред Гоце Делчев во близина на Прилеп, во местноста Црвени стени, ја нападнаја бугарската полициска станица, затворот и ги прекинале петете врските, со кој напад е означен почетокот на вооруженото востание на македонскиот народ. Со тоа беше развиено востаничкото знаме, кое продолжи да се вее во Куманово и во други места и градови. Се редеа битка по битка. Постојано во Македонија никнуваа партизански одреди како на Кајмакчалан, Кожув, Шарпланина, по долините на Вардар, Брегалница, Црна, Пена и каде се уште не. Во сите катчиња се раѓаја нови борци, партизани кои славно тргнеа по првиците на слободата. Вековните идеали на македонскиот народ конечно беа остварени после 4-годишната војна, кога на 2 август 1944 година во манастирот Свети Отец Прокопчиски беше одржано првото заседање на АСНОМ. На ова заседање на АСНОМ беа ударени темелите на македонската држава, кога за прв пат македонскиот народ ја доби долго очекуваната национална слобода во рамките на тогашна нова југословенска заедница,
со што практично беа остварени илинденските традиции на македонските револуционери. Оваа година, овој светол датум, овој голем јубилеј, 11 октомври, го прославуваме со гордост и со почит кон неговото значење, кој придонесе денес да се живее во слобода, за која македонскиот народ долго време копнел и местел. Но мора уште еднаш да се подсетиме дека патот на младата македонска држава е темелен врз принципите на Асном и дека Македонија мора да остане на патот започнат со светите идеали на двата Илиндена. Денес Македонија се наоѓа пред нови предизвици. Во овие турбулентни времиња за нас, граѓаните, но и на политичарите, ни останува да одредиме судбината на македонската држава. Дали нашата земја ќе зачекори кон Европа како современа држава, интегрирана во Европска Унија, или ќе биде земја со многу нерешени прашања, со што сигурно би се вратила неколку години, ако не и децении назад. Да се надеваме дека чекориме кон светла иднина. Нека ни е честит празникот. На овој ден пукнала првата пушка во Прилепи Куманово, ден кога е поставен еден од темелите на македонската државност. 11 октомври е ден од македонската историја, символ на македонската борба за слобода. Ако не бевме дел од антифашистичката коалиција, ќе немавме своја држава, изјави председателот на нашата држава Стево Пендаровски на прославата по повод 80 години од денот на народното востание против фашизмот. Иако денес е тешко да се даде одговор на големите историски дилеми кои биле актуелни пред многу години, можеме да бидеме сигурни дека ако не бевме дел од антифашистичката коалиција, денес немаше да имаме своја држава. Сите документи и манифести од НОБ, широката меѓународна поддршка и признание за нашата борба недвосмислено потврдуваа дека само како дел од антифашистичката коалиција можевме да дојдеме до своја и слободна држава. Токму тоа го постигнавме на 2 август 1944 на првото заседание на АСНОМ, каде беше удрен темелот на слободната и суверена република, која по своја волја се вклучи во новата Југословенска федерација. Почитувани граѓани, годинава кога одбележуваме 80 години од почетокот на народното востание, прославуваме и 30 години од независноста. Како и партизаните пред 8 децении, така и граѓаните во 91-та ја препознаа уникатната историска прилика и ја презедоа одговорноста за својата иднина. Наспроти сите етнички, верски, политички и идеолошки разлики, се обединивме околу идејата за независна и самостојна држава. Кандидатот за градоначалник на општина Тетово од редовите на СДСМ Хамдија Елезовиќ им го честита големиот празник 11 октомври на сите граѓани. Упатувам честитка и длабок поклон кон идејата и символот на денешниот празник 11 октомври. Овој ден е символ на идејата за слобода и идејата за создавање на сопствена држава. На овој ден пукнале првите пушки против окупаторот. Овој ден е символ на волијата за соработка помеѓу македонскиот, албанскиот, турскиот, српскиот, влашкиот, бошњачкиот, ромскиот и сите други народи за една и единствена идеја – слобода. Сите поделби се споредни и се ставени настрана за една заедничка идеја и за заедничкиот живот на сите кои живеат на ова парче земја. Ова се вистинските вредности кои се темел на оваа држава и на овој град. Да не ги заборавиме, затоа што тие се вредностите кои можат да ни донесат напредок и развој. Длабок поклон на жртвите и на сите тие кои ги положиле своите животи за ние денес да живееме, да се движиме, да дишеме слободно. Од сета жртва никнал еден цвет. Цвет на слободата и цвет на жета за слобода. Слава им! Од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Тетово го честита 11 октомври на граѓаните и реагираа за нерешениот проблем со спомениците на народните херои кои се отстранети од градскиот плоштад. Денес го чествуваме 11 октомври, денот на народното востание на македонскиот народ.
Денес го одбележуваме овој значаен датум од македонската понова историја и му даваме почит на сите учесници во народно-ослободителната борба и се подсетуваме на дел од нив, како Ченто, Шарло, Апостолски, Марковски, Пирузе, Брашнаров, кои се залагаа за интегрално решавање на македонското национално прашање и за самостојна и независна македонска држава. Почитувани, и оваа година во Тетово, како и 15 години претходно, ќе прославуваме без бистите на народните херои Тодор Ципонски Мерџан и Ѓоце Стојчевски, кои беа тргнати од градскиот плоштад при неговата реконструкција во 2006 година. И не се вратени до денес, со понекое државно знаме низ градот, како и без никаква поддршка од општината во која плаќаме данок. Но битката продолжува. Нашата битка денес е за Тетово еднакво за сите луѓе. И со ваша поддршка ќе успееме. Новата иднина победува. Нека ни е честит 11 октомври. Нека ни е вечна и вековита Република Македонија. Кандидатите за советници за Советот на општина Гостивар од редовите на СДСМ најавија дека ќе се залагаат за изградба на повеќенамensко игралиште во гостиварската населба Циглана. Ова место може да се пренамени во повеќенаменско функционално игралиште само со искрена и напорна работа на Советот на општина Гостивар. Ние како советничка група ќе се залагаме за отпочнување и реализирање на овој проект предвиден во нашата програма, со што би ги задоволиле потребите на младите и би решиле еден долгорочен проблем. Во седиштето на ДУИ во Мала Речица денес од партијата одржаа пресконференција. Зелената агенда значи ефикасно управување со отпадот, завршување на канализационите мрежи и чиста вода за пиење, гасификација, паркинзи, олеснет сообраќај, повеќе зеленило и повеќе паркови. За Демократската унија за интеграција, оваа визија за Тетово е процес што ќе го реализираме заедно со реални остварливи проекти, преку кои ќе го подобриме квалитетот на животот на граѓаните. Дел од проектите на Зелената агенда за Тетово се поставување на полуподземни контейнери, проект кој представува понатамошен чекор за подобрување на капацитетот на јавното комунално предпријатие и обезбедување подобри услуги од оваа предпријатие. Набавка на инвертори и прочистувачи на воздух за сите училишта, нови зелени површини во градот, уредување на кејот на река Пена, проширен јавен превоз, густиот сообраќај произлегува и од недостаток на јавни паркинг места, затоа неопходна е интервенција на главниот градски плоштад. Кандидатот за градоначелник на општина Желино од Алијанса за албанците Махир Зибери одржа централен митинг во Желино. Нема да го диктираме минатото, ќе ги ставиме храброста, знаењето, волјата и чистата намера во служба на иднината. Алал име од нас, тие направија колку што знаеа, колку што можеа, на крајот на краиштата како што сакаа. Мои сограѓани, ние сме тука да го фатиме не последниот воз, туку последниот вагон кон иднината за да и се даде можност на сегашноста. Продолжуваме да ги воспитуваме и образуваме децата за Европа. Албанците сега имаат алијанса, имаат алтернатива. Општината Желино брои 25.000 жители, но продолжува да биде само пазар на гласови. Мораме да кажеме доста на она што не следеше досега, дури после 20 години, не власт, туку супервласт. Ние сепак продолжуваме да зборуваме за застарени проекти. На секаде каде што одиме сме добре дојдени, затоа што имаме чисти цели и намери, истакна кандидатот за градоначелник на Гостивар од Алијанса за албанците и алтернатива Арбен Таравари на предизборен митинг во селото Чајле. Të nderuar banor të paralagjes së Gostivarit të Çajlës. На секаде каде што одам, им велам на граѓаните гласајте како што ви кажуваат срцето и душата. Вие, луѓето од Чајле, секогаш сте ни ја давале поддршката, бидејќи имаме чисти цели, чисти намери. Не правиме трикови, работиме така како што знаеме, колку што можеме. Направивме канализација во Малотурчане, Беловиште, Здуње, Горна Бањица. Во Чајле завршуваме со канализацијата. Во Млаки почнавме да правиме канализација, водовод. Променивме азбесни цевки во должина од околу 60 километри.
Имаме направено 40 километри асфалт во градот, 5 нови градинки, 10 реновирани училишта, 3 младински центри, подготвуваме индустријска зона. Излегуваме со чист образ. Каде и да одиме, сме добре дојдени. Движењето Беса вчера вечер ја презентираше својата програма пред жителите на Мала и Голема Речица. Се обрати кандидатот за градоначелник на општина Тетово Билјал Касами. Во оваа кампања забележуваме дека структурата на движењето Беса секојдневно се збогатува со различни луѓе од граѓанскиот сектор, деловниот сектор, здравството, образованието и така натаму. Младите момчиња и девојчиња се приклучуваат на нашата програма, пензионери и работници, луѓе кои действуваат во сите сфери. А ова е резултат дека имаме најсеопфатна програма. Нашата програма има конкретни решенија за сите проблеми што ги има Тетово. Навикнати сме да имаме различни проблеми секоја година во Тетово и да протестираме за тие проблеми заедно со граѓанскиот сектор. Ги поздравувам невладините организации од Тетово, кои како во ниту еден друг град беа многу активни и го кренаа својот глас за било каква грижа на граѓаните. Исто така ја поздравувам и нивната иницијатива да излезе со листа на советници менувана како подобро за Тетово. Загриженоста што ја покренуваат е и наша грижа, дека кога ќе бидам избран за градоначалник на Тетово, ќе им предложам на листата подобро за Тетово да го изберат својот советник кој ќе биде заменик градоначалник на општина Тетово. Сите тие што го сакаат Тетово треба да бидат заедно. Независните кандидати за советници од иницијативата Подобро за Тетово излегува со реакција за инфраструктурниот хаос во градот во предизборната кампања. Почитувани медиуми, истовремената блокада на двете патишта што водат до болницата за нивна санација, среде кампања за предизборен спектакл, создаде еден голем хаос во пристапот на граѓаните до Тетовската болница. Граѓаните прашуваат, зошто овој хаос сега после 8 години? Народот вели, курбанот не се здебелува ден пред Бајрам. Ние во новиот совет ќе бараме ваквите градби да не се градат најмалку 6 месеци пред изборите. Народните пари да не се злоупотребуваат за предизборна кампања на одреден кандидат. Женската фудбалска екипа на Љуботен го доби градското дерби против Шкендија со 3:1 во воведното коло од новата сезона на првата женска фудбалска лига на Македонија. Екипата на Љуботен забележа победа од 3:1 над градскиот ривал Шкендија во првото коло од новата сезона на првата женска фудбалска лига на Македонија. Условно кажано, гостинот на овој надпревар екипата на Љуботен дојде во водство со голот на Јулија Живич уште во првата минута од мечот. На 1:1 израмни Афродита Салихи во 38-та минута од пенал. Љуботен повторно дојде во водство во 55-та минута преку бразилката Татјане Мораеш, додека голот за конечни 3:1 беше дело на Марија Белистојановска во 82-та минута. Знаевме дека ќе биде тешко поради тоа што е градско дерби, двете екипи излагаа мотивирани, на дерби градско никогаш не се знае победникот. Она што е најбитно за нашата екипа дека го започнавме првенството со победа и 3 бода. Играта беше коректна и добра, двете екипи изиграа фер. Она што е најбитно за нас како екипа што се стреми да идеме на шампионската титула се 3 бода. Тоа и го осворивме денеска и сум задоволен. Па искрено денешниот надпревар можам да кажам дека беше одличен со оглед на тоа дека веќе почна првенството и дека се играше градско дерби. Задоволна сум од мојата екипа и лично од себе. Се надевам дека ќе продолжиме со ова темпо и тоа е она веќе што се бара да се игра. Се надевам дека ќе продолжиме така и во иднина. Па јас сум задоволна како е денес екипа. Задоволна сум како денес одигра нашата екипа. На почетокот беше напнато и имаше тензи, бидејќи ова е дерби. Но потоа се опуштивме и во второто полувреме конечно дојдовме до посакуваната игра и одигравме онако како што треба. Играме онако како можеме. Честитам на екипата што не победи, на ЖФК Љуботен. Среќата беше повеќе на нивната страна. Во првото полувреме беше резултатот 1:1, но за жал среќата повеќе ни ги сакаше и примивме 2 гола. На останатите надпревари од првото коло на првата женска фудбалска лига на Македонија беа постигнати следниве резултати. Скопје Сасан 0:2, Речица Тиверија 2:4, Топгол Борец 0:6,
Атлетико Деспина 3:6 и Статов Ас Юнайтед 2:2. Следното коло ќе се одигра веќе во среда, кога Љуботен на домашен терен ќе го пречека составот на Атлетико од Битола, додека Шкендија ќе гостува во Струга на екипата на Ас Юнайтед. Викендов што измина својот почеток го имаше и третата фудбалска лига Западен регион. Викендов беше означен стартот и на третата фудбалска лига Западен регион. Во дербито на колото, екипата на Речица забележа значајна победа на гостински терен против Љуботен со 2:0. Гостите од голема Речица дојде во водство во 7-та минута со погодокот на Ирфан Ризвани. Конечниот резултат беше поставен уште во 13-та минута, кога Джеват Шерифи прецизно стрелаше во мрежата на Љуботен за конечни 2:0 за Речица. Ова е прво коло на првенство на трета лига Запад меѓу Љуботен и Речица. Беше една добра утакмица меѓу двете екипи, зашто се познаваме и тетовски екипи сме, имаме добри односи имаме. И мислим дека бил све фер и коректно. Прво сакам да го заблагодарам домашната екипа за пречекот и посакувам све најдобро. Речица игра 79, има 42 година што игра, игра нон-стоп стандард, имаме добра екипа што играме трета лига. Ние и као права сме имале прво условите да имаме као клуб Речица, има средено стадионот и сега имаме услови и за втора и за прва лига. Ако ние ќе се играме, ако се дава шанса, зашто да не влеземе втора лига. На останатите надпревари од првото коло на третата лига Запад беа постигнати следниве резултати. Врапчиште Трабзонспор 3:0, Пролетер Напредок 0:2, Нераште Дрита 1:3, Камењане Зајас 0:1 и Влазреми Арсими 1:2. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Имајте пријатен остаток од празничниот ден. Пријатно!